предизвиците се секојдневни, особено кога имаме голема динамика во атмосферата и кога се случуваат доста брзи промени. Тоа особено се случува во топлиот дел од годината, кога има бурни процеси, нагли промени, и во пролет се случуваат нагли промени, особено во текот на летото. Тогаш е доста потешко да се прогнозираат процесите и секоја наредна прогноза, секој ден е на некој начин предизвик. Доста полесно нели кога времето е стабилно, подолг временски период, меѓутоа и стабилното време не секогаш е лесно да се прогнозира, особено во зимскиот период, кога имаме оние температурни инверзии по котлините, па тогаш се појавуваат и магли, па колку ќе траат, па дали ќе се задржат, па сето тоа пак влијае и на температурите, нели, како ќе се движат и така да секое годишно време и сите голем дел од прогнозите секогаш се на некој начин предизвик за прогнозирање. Во зимскиот период кога имаме магла, тешко е да се предвиди колку таа магла ќе се задржи на определено место и тоа веднаш влијае и на температурата. И така да наместо да се искачи, например сме прогнозирале плюс 7-8 степени, таа ќе се задржи околу нулата ако маглата полуго време се задржи, а маглата е една од најтешките параметри за прогноза. Исто така може да дојде до поместување на процесите, да дојдат порано или да дојдат покасно и многу е битно, например, во кој дел од денот нешто ќе се случи. Ако се наоблачи порано, исто така ќе влијае на температурите или на врнежите, или доколку се случи тоа покасно, температурите ќе се искачат многу повисоко. Исто така и може да дојде до поместување во просторот, наместо нели некој процес да помине преку нашата земја, ќе помине по северно, по јужно и нема да се случи нешто. Така да, мислам, ние ги следиме процесите, меѓутоа не секогаш се тие 100% предвидливи. Ние користиме алатки кои што се користат и во другите земји. Тоа се, како што спомнав, прогностичките модели, членки сме на Европскиот центар за среднорочна прогноза, од каде што добиваме прогностички материјали врз база на кои што прогнозираме. Членки сме на EUMETSAT, што е организација која што раководи со европските метеоролошки сателити. Така да добиваме голем дел од материјалите кои што ги добиваат и другите земји. И тука, мислам, на некој начин сме во скоро равноправна положба, да речам, со другите земји, меѓутоа секако секогаш може нели да се има и побрзи и подобри компјутери и во таа смисла, значи секогаш може нели да биде и подобро, меѓутоа имаме доста од она што го имаат и другите земји. Имаме и радари, меѓутоа и радарите се можеби малку и позастарени, би требало да се надградат или да се земат нови, меѓутоа тоа е доста скапа инвестиција.